Поштумана колешка, штета што ја свртивте дискусијата и некако почна како на Колеги, да се битолска слушнаме, ве дискусија, молам. односно битолска дебата, а се работи за исклучително важен проект не само за Пелагонискиот регион, ами за цела Република Македонија. Помина времето, не гледам колешката, се извинувам. Помина времето кога се реализираше нешто без изработка на проект. И тоа беше карактеристично за Социјалдемократскиот сојуз пред 2006 година. Сега сте веќе 3 години на власт и без разлика што рекетот царува на секоја страна, требаше веќе да знаете дека за да почне да се работи нешто на терен, потребен е проект. Токму и колешките, амандманот кој што е поднесен, бара средства за изработка на проект, иако веќе дебатата ја префрливте на друга страна. Сакам само да ве подсетам дека за ваков автопат на 13.2.2020 година Зоран Заев вети и кажа дека има идејно решение при средба со стопанствениците во Прилеп. Вие сега и вашиот председател си го порекнавте во тоа што го кажа. И вие имате ветено и кажано во вашата програма дека тој кошта 600 милиони евра. Почитувана колешке, според Законот за јавни набавки мора прво да има средства за да се отпочне со изработка на проект. Така, заменик министр. Значи мора да бидат обезбедени средства за да некој, па макар и јавното предпријатие, нарача проект. И целта на колешките со овој амандман е да обезбедиме средства за јавното предпријатие државни патишта за да можат да нарачаат проект кој што проект понатаму во иднина, наредниот период, наредните години ќе биде реализиран, односно ќе имаме автопат кој што ќе ги поврзува овие општини, а ќе речеме исклучително важен за Пелагонискиот регион. Колешката се задржа на здравството, меѓутоа јас ќе речам исклучително важен за животот на граѓаните во Пелагониски регион, за развојот на економијата. Вистината е една дека Пелагонискиот регион остана слепо црево во Република Македонија и во идниот период, како пратеници од Пелагониски регион, ќе бараме средства и ќе се бориме за изградба на патишта кои ќе ни овозможуваат еден нормален проток на стоките кои што се пренесуваат за развој на економијата и за нормална комуникација на граѓаните од овој регион. При ова сакам да подсетам заради тоа што некој од колегите се обиде да префрли нешто на сметка на ВМРО ДПМН, јас само да подсетам дека ВМРО ДПМН започна 3 автопати, од кои што 2 беа донесени во 99% целосна реализација, уште околу 1% остануваше до 100% реализација и уште еден автопат беше до половина реализиран. Меѓутоа тоа го тргам на страна. Колешке, вие се задржавте на експресниот пат Прилеп градско во вашето излагање и тоа пробавте да им реплицирате на колешката. Меѓутоа, јас би ве советувала во иднина не се задржувајте на овој проект, затоа што ова е застојот во тој проект е исклучиво грешка на Социјалдемократскиот сојуз, на претходниот министер за транспорт и врски, за жал мој сограѓанин, и ова му се препишува како негова грешка. Имено во мандатот 2014-2016 година ние донесовме закон со кој што обезбедивме средства за изградба на овој пат и средства во буџетот има, или денес ќе речам треба да има, затоа што никој денеска 2020 година не дава отчет што се случува со тие средства, докаде се тие средства, докаде е нивната реализација, заради тоа што тој експресен пат требаше да се реализира во 2 фази, меѓутоа, за жал, изградбата негова се прекина. Зошто се прекина неговата изградба? Тоа го кажа фирмата која што го изведуваше, односно главен изведувач беше на експресниот пат кој што го доби тендерот, беше некоја шпанска фирма, ќе ми извините сега во моментов не се сеќавам на името, работеа и други подизведувачи. Во 2000, односно по формирањето на владата на Социјалдемократскиот сојуз,
иако тие уште 4-5 месеци работеле на терен, буквално ниту денар од новата влада не им било исплатено за тоа што го сработиле во тие 4-5 месеци на терен. И луѓето пресметале, тоа јавно го кажаа, дека поисплатливо им е да си заминат од Република Македонија, да ја напуштат изградбата на овој пат, да ја тужат Република Македонија, а сето тоа е заради несериозноста на владата на Социјалдемократскиот сојуз. Колку ќе платат граѓаните, повторно е на штета, за жал, на граѓаните на цела држава, на цела Република Македонија. Веќе судскиот процес, колку што знам јас, е во тек и известно е дека таа фирма ќе го добие спорот, за жал, на штета на Република Македонија. Меѓутоа, ајде и тоа го тргам на страна. Откако се стопира, а зошто се стопира патот, зошто си заминеа? Заради тоа што и на нив оваа власт проба да изврши рекет. Проба да ги тргни на страна подизведувачите, Јовче слободно излези, нема потреба од дофрлање. Проба да ги тргни подизведувачите и да им наметни на фирмата која што го доби тендерот кој треба да бидат изведувачи, односно тоа е и својствено за функционирањето на Социјалдемократскиот сојуз, буквално во секое поле во кој што работи, го видовме тоа во изминатиот период. Меѓутоа, пак ќе речам, ова го тргам на страна. После стопирањето, само да се потсетиме колку пати и поранешниот министер за транспорт и врски и тогашниот, а и сегашниот премиер Зоран Заев дадоа изјава дека ќе распишат нов тендер и дека ќе се продолжи со изградбата на овој експресен пат. Меѓутоа, еве денес сме октомври 2020 година, ќе заврши 2020 година, а за жал не сме сведоци дека експресниот пат се гради. Меѓутоа, она што е уште потрагично за мене, а сигурно и за вас, ако и вие патувате и го врвите овој пат, заради тоа што имав можности и морав и пред изборите да го врвам, состојбата беше катастрофална. Во минатиот буџет 2019 година се издвоија средства за турење на нов слој асфалт. Се чекаше за да добие актуелната власт, нели тоа му и дозволиво, политички поени. Почитувани колеги, нов слој на асфалт турија па мај-јуни некаде. Меѓутоа, со тој нов слој асфалт, ситуацијата сега е катастрофална. Повторно има дупки, тешките товарни возила, како што возат веќе се направени баш дупки и при најмал дожд, можам да кажам дека секое возило се занесува по патот и повторно е небезбедно за сообраќај. Она на кое што и во предизборието алармирав дека асфалт кој што се тура е неквалитетен, односно не неквалитетен, туку се тура многу тенок слој на асфалт. Тоа се покажа само за неколку месеци во летниот период. И коректно е, ако нема средства за олкав голем пат, сега јас се префрлам на друга тема, меѓутоа ќе искористам можноста што имам збор на новиот директор што ќе биде на патишта и владата да имаат по предвид да се тури барем еден квалитетен слој на асфалт, за да во текот на зимата биде безбедно возењето по овој патен прадевец, затоа што, како што знаеме, најголемиот број сообраќајни несреќи се случуваат токму на плетвари, тоа е со години наназад. Благодарам.